Слава на нашиот Господ Исус Христос. Во неделното Евангелие слушнавме како Господ Исус, откако го изгони од Гергесинската земја, се враќа во својот град Капернаум, каде што претходно беше направил многу чуда. Тука донесуваат кај него еден човек во постела, кој е фатен, неспособен да се движи, кој што е зависен од другите, а Исус му вели: ти се простуваат гревовите твои. Овој човек може да бидеме и јас и ти. Колку пати ние сме фатени, заробени во гревот, немоќни да направиме чекор напред кон Бога, зависни од помош и молитва на другите луѓе. Токму затоа треба да се отвориме за другите, да прифатиме нивна поддршка, да не донесат кај Христос како што овие пријатели го донеле својот фатен пријател кај Господ. Многу пати сакаме сами да се справиме, а всушност тапкаме вместо, заробени во нашите слабости и гревови. Често се криеме за својата горделивост, мислејќи дека животот е наша приватна работа, па не сакаме и да слушаме совети. Но вистината е дека гревот не е само нешто што го правиме, туку тој и не заробува и не спречува да живееме како вистински христијани. Помислата дека сме недостојни за простување може и да не оддалечи од Божјата љубов. Исус во ова Евангелие ни дава јасна порака. Тој има власт да простува гревови и тоа е знак дека е Бог. Книжниците го обвинувале дека богохули, но со чудото што го направил, Исус ја покажал својата божествена моќ, затоа што само Бог може да простува гревови и докажува дека е Бог. Оваа власт Исус ја дава и на црквата, на апостолите преку Светиот Дух, за да и ние преку исповедта можеме да го доживееме Божјото милосрдие. Во денешниот свет често се негира постоењето на гревот, а исповедта се сваќа само како формалност. Но Христос не повикува на искрено покаяние и обнова на срцето. Секој од нас треба да се прииспита кога последен пат се исповедав и дали таа исповед беше вистинска, со вистинско покаяние и одлука дека ќе го промениме својот живот или беше само формалност. Ова Евангелие нека биде повик да не останеме фатени во својата немоќ, туку да дозволиме од другите да бидеме носени и донесени кај Исус за да ни прости. Да отвориме простор за Неговото милосрдие, кој не ослободува и ни дава нов почеток. А кога ќе го доживееме ова, ќе можеме и ние да донесуваме други кај Христос како вистински сведоци на Неговата љубов и на Неговото простување.